Вести на Канал 8. Добро вечер. Полицијата уапси двајца кочанци и еден скопјанец поради основано сомневање дека вршеле превоз на лажни азиланти од Македонија во западноевропските земји. За таквата услуга на транспортираните лица им наплаќале одредена сума пари, со што се стекнале со противправна имотна корист. Двајца кочанци на возраст од 34 и 41 година се уапсени во акцијата што ја спроведе полицијата за да го спречи транспортот на лажни азиланти во земјите од Европската Унија. Покрај нив уапсено е уште едно лице од Скопје, за кое постојат основани сомневања дека било дел од групата што подолг период извршувала кривично дело за организирање и поттикнување злоупотреба на безвизниот режим. Полицијата веќе прибрала писмени докази против трите лица кои анимирале граѓани од ранливите категории што биле заинтересирани за добивање азил во некоја западноевропска земја. При тоа од нив барале одреден надоместок пред да се спроведе активноста на нивно транспортирање од Македонија преку Косово до Германија, а потоа по нивното пристигнување на финалната дестинација го плаќале и остатокот од сумата, инаку се работи за сума од некаде околу 1000 евра по лице. Ние успеавме да документираме неколку случаи со кои е поврзана оваа група, меѓутоа не ја исклучуваме можноста дека токму овие лица биле инволвирани во вакви кривични дела и претходно. Полицијата открила дека неодамна била испратена нова група лажни азиланти, на кои им биле наплатени по 300 евра, а според договорот по пристигнувањето во Германија требало да платат уште по 850 евра. Трагата дополнително ќе покаже практично од кога тие се занимаваат со ваква активност и би требало да се утврди точната бројка на лица кои биле транспортирани на овој начин, односно висината на противправната имотна корист која лицата ја прибавиле со наплаќање за условно речено услугата која ја нудат. За превоз на лажните азиланти било користено комби возило со германски регистерски таблички. Со него лицата биле превезувани до граничниот премин Блаце на македонско-косовската граница, а понатаму биле префрлани во Германија. Викендов ќе започне механизираното чистење на каналите за наводнување во Кочанско. Од Водостопанство Брегалница информацијата ја потврдија на седницата на Советот на општина Чешиново-Облешево, на која меѓу другото се разговараше и за подготовките за реализирање на планот за наводнување. Планираниот рок за почеток на чистењето на наводнителните канали во Кочанскиот регион ќе биде испочитуван. Водостопанското предпријатие Брегалница ги завршило сите подготвителни активности и механизацијата викендов ќе влезе во полето. Ваква информација беше изнесена на седницата на Советот на општина Чешиново-Облешево, каде една од главните точки беше токму подготовката за реализација на планот за наводнување за престојната сезона. Ке се работело на неколку пунктови, односно ке се започне од локациите што според планот за наводнување се оценети како приоритетни. Од утре започнуваме со машинско чистење. Дојдени са 5 машини, исто тендерот е поминат. Дел гумени, гумаши, дел гусеничари спрема теренот, ке распоредени се на повеќе локации. Од утре почнуваат работеме сабота недела. Распоред направиме и предност ке имат вадите кои се ставени у планот. Нема да се оде редома, него кој ќе се наводнуват кој полиња ваа година према плано, може ги има и накнадно измени плано, али за сега е тај. Тунев рече дека очекува на почетокот од идната недела управниот одбор на Брегалница да го прифати овогодишниот план за наводнување, пошто тој ќе им биде соопштен и на земјоделците. Наредната седмица мора да го истакнеме ние, да си знаат луѓето што да си сеат. Знаете дека горе има 50 милиона кубик. Да знаеме дека ќе имаме проблеми, ќе имаме реакции, сите сакат да сеат, сите викат да има корекции, да има рестрикции, ама кај другите, не кај нас, нели? На седницата на Советот на Чешиново-Облешево беше укажано дека има оштетување и кражби на решетките од десниот магистрален канал, поради што се создадени дополнителни проблеми за водостопанското предпријатие. Советниците се интересираа и за подготовките за планот за престојната пролетна сеидба, но поради неприсуство на представник од Министерството за земјоделство, точката не се разгледуваше. Секој дете што ќе биде затекнато на улица да питачи, ќе му биде одземено на родителот. Тоа се новите построги законски мерки што ги истакнал Министерството за труд и социјала. Кочанскиот центар за социјални работи проблемот со децата питачи го актуализираше од поодамна.
И Кочани е град кој не е поштеден од овој проблем. Деца по 10 години наместо во училишните клупи денот го поминуваат во просање. Според новите законски мерки од ресорното министерство, доколку родителот на детето не постапи по укажувањата на Центарот за социјални работи и повторно го наведува детето да питачи, тогаш ќе се покрене постапка за одземање на родителското право пред надлежен суд и ќе му биде поднесена кривична пријава. Директорката на Кочанскиот центар Даневска вели дека тој проблем со наведување на децата на питачење во Кочани не е во многу изразен, бидејќи децата сами излегуваат на улица и питачат. Центарот за социјални работи од Кочани на проблемот собирање и регистрирање на децата кои питачат по кочанските улици и намалување на нивниот број работи уште пред да излезат новите построги законски мерки од страна на Министерството за труд и социјална политика, вели директорката на Центарот Весна Даневска. Но при реализирање на проектот се соочуваат со други проблеми. Се додека има луѓе кои им даваат пари, децата питачи ќе ги има. Проектот на кој работи Кочанскиот центар за социјални работи е во соработка со полицијата и локалната самоуправа на Кочани. До сега неколку деца од улица се пратени во училишните клупи, а се разговара и со нивните родители. Бројката на децата питачи видливо е намалена, вели Даневска, и додава дека доволен е фактот што децата знаат дека инспекторите работат на терен и дека можат да бидат затекнати на улица. Според новите измени во Законот за семејство, ќе следуваат поригорозни санкции за родителите кои ќе ги пуштат своите деца да питачат. Новиот закон предвидува задолжителни лекарски прегледи, надзор и совети за родителство, времено одземање на детето од родителот, покренување постапка за одземање на родителско право и кривична пријава за злоупотреба и занемарување на родителското право. Учениците од средните стручни училишта од годинава повеќе ќе се потрудат да обезбедат виза за учество на државен надпревар. Ако досега професорот ги одбираше најдобрите и ги праќаше на државен, од оваа година учениците ќе поминат повеќе чекори. Новини во организирањето на општинските, регионалните и државните надпревари на електротехничките, машинските и сообраќајните училишта. Ако порано учениците на одредени надпревари одеа директно на државен, сега ќе мора малку да се помочат. Ќе треба најпрво да се организираат општински во самото училиште, најдобрите да одат на регионален, па дури тогаш ќе обезбедат виза за учество на државен надпревар. Во Средното општинско училиште Гошо Викентиев се одржаа општинските надпревари по предметите од сите три струки: машинската, електро и сообраќајната. Од ова година е донесен нов правилник од страна на Министерството за образование и наука во однос на организирање на државните надпревари на електротехничките, машинските и сообраќајните училишта. Па според тој правилник ќе бидат организирани овогодишните надпревари. Измените се состојат во тоа што наместо до сега директно да одеме на државни надпревари, се организираат прво општинско или училишен надпревар, па одеме на регионален надпревар. Значи територијата на Македонија поделена на 4 региони, а пласираните ученици од регионалниот надпревар одат на државен надпревар. Од одржаниот општински надпревар беа избрани 11 ученици со кои училиштето ќе оди на регионалниот надпревар, што ќе се одржи на 29 март во Средното општинско училиште Коле Нехтенин во Штип. По струки, значи по профили е надпреварот, во профилот се надпреварот по 3 предмета. Тригодишните се надпреваруваат со практична изработка. Се надеваме дека сите ученици ќе обезбедат понатаму можност да настапуваат и на државниот надпревар, каде што до сега секогаш постигнуваме добри резултати и се враќаме со освоени места и медали. Учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев досега покажуваа големи успеси на државните надпревари, зашто имаат добиено повеќе награди и признанија. Очекувањата и од овогодишните надпревари се големи. Турските и англо-американските серии им одземаат голем дел од слободното време на младите кај нас. Истражувањето што го спроведе Центарот за правни и политички истражувања при Универзитетот Гоце Делчев покажало дека дури 61% од младата популација го користи интернетот за да гледа некој серијски филм што во моментот е светски хит. Една од најомилените серии меѓу младите кај нас е турската Аси, а најпопуларен е ликот на Демир. Ова се резултатите од истражувањето за влијанието на сериските филмови врз младите, што го спроведе Центарот за правни и политички истражувања на Универзитетот Гоце Делчев.
Освен турските, кои доминираат со 40% гледаност, популарни се и англо-американските серии со околу 37%. Иако повеќето од нив се уште не се прикажуваат на нашите телевизии, за да бидат во чекор со трендот, младите најчесто ги гледаат на интернет. Според Страшко Стојановски, доцент на правниот факултет во Кочани и раководител на центарот, иако се очекувало влијанието на телевизијата да биде на слично ниво, сепак само 30% од сериите се следат на класичните медиуми, а остатокот е на интернет. Интересно е дека на телевизија, например, женскиот пол многу повеќе преферира да ги следи сериите, за разлика од машкиот пол кој што преферира сериите да ги следи на интернет. Понатаму, колку често гледате серии, најчесто младите сериите ги гледаат или секој ден, или 2-3 пати неделно. Предпоставката е, со следново прашање можеме да се надоврземе, следното прашање се однесува колку често ги следите епизодите, па излегува дека младите многу често ги следат епизодите. Предпоставката е дека доколку сериите се следат на интернет, дори да се следат 2-3 пати во неделата, може да се изгледаат сите епизоди, односно младите гледаат и по неколку епизоди наеднаш. Резултатите од истражувањето велат дека најчесто се следи само една серија, а поголеми зависници се припадничките на понежниот пол, кои само во 35% од случаите гледаат 2 или повеќе серии. Многу интересно е дека омилен жар, убедливо, е комедијата кај младите, но комедијата истовремено е омилен жар и кај машкиот пол, средношколци. Например, кај машкиот пол студенти омилен жар е криминалистичката серија. Тинејџерските серии се најгледани од женскиот пол средношколци, додека романтичните серии се најгледани од женскиот пол студенти. Драмите како жар се преферирани многу повеќе од студентите за разлика од средношколците. Предпоставувам дека сериозноста на содржината наведува кон овој заклучок и ова може и да се предпостави. Стојановски вели дека социолошкиот аспект на истражувањето покажало емотивна поврзаност на гледачите со ликовите од сериите. Голем дел од младите, значи доминантно е дека сериите ги доживуваат емотивно, односно се поистоветуваат со самите серии или со самите ликови на сериите. Зависно од карактерот на самата серија, можеме да очекуваме самите поведенија кои што се проектираат во серијата подоцна и да се пренесат во рамките на општеството, што исто така е загрижувачки, особено доколку имаме во предвид дека одредени серии имаат висок процент на насилство, например. Истражувањето за гледаноста на сериските филмови кај нас било правено во текот на минатата година, заради што прикажаните резултати се однесуваат на серии што веќе не се емитуваат. Приказна за една идеја е театарската представа со која волонтерите на Општинската организација на Црвениот крст од Кочани го одбележаат денот на крводарителството 17 март. Премиерно ја одиграа во средата, а истата ќе биде одиграна и в сабота. Основоположникот на Црвениот крст Анри Динан представен во театарската представа на волонтерите од Црвениот крст. Во представата тие го истакнаа неговиот животен пат и неговото помагање за време на деловното патување и сведочење на последиците од битката во Солферино во денешна Италија. Динан своето сеќавање и искуство ги запишал во книгата Сеќавање на Солферино, која била инспирација за создавање на Меѓународниот комитет на Црвениот крст во 1863. Женевската конвенција, базирана на идеите на Динан, ја представија кочанските волонтери на Црвениот крст, искажани преку театарска представа. Оваа представа се организира по повод денот на Црвениот крст 17 март, секако и ден на крводарителството. Макотрпно работе волонтерите од Кочани за овој сценски настап и се надевам дека и се допадна на сите училишта кои го проследија. Представата приказна за една идеја премиерно беше прикажана во средата кога се одигра за учениците од основните училишта. Ќе биде одиграна и во сабота во 20 часот во Центарот за култура Бели Мугри. Инаку Меѓународниот Црвен крст и Црвената полумесечина е хуманитарно движење, чија мисија е да го штитат човечкиот живот и здравје, да обезбедат почитување на човекот и да го оневозможат или олеснат човечкото страдање. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија. Без струја в понеделник 17 март ќе останат корисниците од виничката населба Обозна,
Потоа жителите од селата Блатец и Липец, како и викендиците по течението на река Осојница, во местото викано Скараница. Прекинот ќе биде во периодот од 13 часот до 15 часот и 30 минути. В понеделник во периодот од 10 часот до 14 без електрична енергија ќе остане и дел од улицата Никола Карев, бараките покрај реката кај мостот. Како што информиратот Евана, прекинот е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони. Спортскиот викенд содржи разновидна понуда. На поголем дел од надпреварите, кочанските екипи гостуваат. На програмата во Кочани в сабота и недела се женски фудбал, младинска кошарка и Дрганица куп. Поради трагичната смрт на директорот на Фудбалската федерација на Македонија Петар Милошевски, неизвесен е стартот на пролетниот дел од правенството во третата лига Исток. Полусезоната Осогово ја отвора со гостување во Лозово против екипата на Работник. Клубот за мал фудбал Кочани во рамки на редовното коло во втората македонска футсал лига ќе гостува во Прилеп против Хедис. Таму кочанскиот второлигаш го очекува тежок надпревар со оглед на тоа што домакините во моментов се првопласирани. Во сабота и недела се играат и надпреварите од 14-тото коло во првата македонска фудбалска лига за жени. Лидерот на табелата Кочани гостува на екипата на Конзули во Битола, додека во Оризари иднина се среќава со вториот битолски представник во лигата Топгол. Надпреварот во Оризари се игра во недела со почеток во 12 часот. На другите надпревари се среќаваат Ас Юнајтед Единство, Тиверија Победа и Борец Билјанини Извори. Слободно ова коло е екипата на Речица. Осмиот меморијален фудбалски турнир Драганица Куп, што беше планиран да се одржи минатата седмица, е закажан за предстојниот викенд. Пребукираност на стадионот Никола Мантов беше причината поради која организаторот беше принуден на таков чекор. Купот ќе се одржи в сабота 15 март со почеток во 10 часот. Освен домакинот Осогово, на турнирот ќе учествуваат и пионерските екипи на Борец од Велес, Академија Пандев Постолов од Штип и Брегалница Делчево. За првопласираните три екипи, организаторите обезбедија пехарија ќе бидат наградени најдобриот голман и најдобриот играч на турнирот. Надпреварот за третото место е во 13 часот, а финалето е закажано за во 14 часот. Турнирот се игра во чест на кочанската фудбалска легенда Драганчо Михајлов Драганицата. Викендов се игра и кошарка во рамки на третата лига. Баскет Дино го игра дербито на врвот од табелата во Велес против екипата на Борец. Надпреварот е закажан за сабота со почеток во 12 часот. Важен надпревар игра и екипата на Сашко Лазаров во М18 против Водносанс. Надпреварот се игра во Кочани во недела со почеток во 14 часот. Ден предходно, во рамки на М16, Баскет Дино се среќава со екипата на Академик во Кочани. Тој надпревар е в сабота во 17 часот. Во понеделник пак во М14 лигата, невладата кошаркарска екипа на Сашко Лазаров гостува во Свети Николе против Овчеполе. Вестите на Канал 8 завршија. Имајте убав викенд. Довидување.